Кој сака, нека честита. По моje сценарио ќе се снима научно-фантастичен филм со наслов Бугари во уставот. Денеска моето сценарио го прифати северно-корејскиот режисер, значи тој ќе го режира филмот, иначе името на овој познат северно-кореански режисер е Биг Дик Шмук, а ќе го продуцира исто корејска продукција. Главниот продуцент на филмот се вика, тој е господинот, значи главниот продуцент на филмот Бугари во уставот се вика Ко ќе си го питам. Тоа му е целото име, малце тие северно-корејски имиња заебани, но знаете како е. Едноставно тоа е природата на нивните имиња и презимиња. Така малце се одсечни, дугачки, со цртички измеѓу. И така инаку, да, ова е филмот. Многу сум среќен. Значи, има многу специјални ефекти. Например, кои ќе се обидуваат да влезат, нели, во што се вика Бугари во уставот, и они цело време се обидуваат да влезат во уставот, и секојаш на врата мислам, пред да влезат во уставот, на самата врата на уставот, све се обидуваат да влезат и све некако не успеваат, и се до крајот. На крајот успеваат да влезат во уставот. Значи со среќа, со хепи енте, ете. Само што е научно-фантастичен филмот, иначе да, на крајот овој успеваат да влезат, значи, не влагаат. Само што е научно-фантастичен филмот. Не знам, знаете веројатно што тоа значи. Ете тоа, што сакав да кажам? Значи, знаете што највише, како да ви кажам, нервира у целата таа ситуација? Што господата од Българија глумат големи господа, уствари. Глумат високо благородништво. Тоа е најголемата трагедија. И се они нас ни кажуваат како треба. Они им кажуваат тоа како ние треба. И што треба да направиме. А уствари се такви примитивци да тоа го нема на светов и веков. Инаку познати се тие сведоштва, има и документарци, има и доста такви сведоштва во книги напишано, и оно што ни кажувале нашите баби, дедовци, ви кажувале сигурно на вас, вика окупација, окупација. Дојдоа германците, јеби га, сега окупација е. Тие Вермахтот, не зборам за тие СС, Вермахтот, војска. Ама вика, беа бе господа пичка му матерна. Тоа имам чуено, 10 луѓе ми. Имам на некој сведоштва од 62-3 година, што давала македонска телевизија, стари документарци, така. Значи, многу такви има сведоштва. Вика, овие Вермахтот, војскава, вика, абе, господа беа, вика, избричени, чисти, тоа униформите средени, ке трга негде, ке оди на некој фронт, појма неа, Грција, Мрција, Кипар, Мипар. И ке дое у двор, тој што име интендант, што ли име, таму ке рече, дечки бе, гледам, имаш, појма неа, 5 коња, 3 телиња, мора, вика, да ни дадеш, вика, за месо, вика, бар едно теле, вика, 2 коња. Се ти не можеш да му кажеш, не ти давам, ти влага со оружје внатре, значи, но не ти наредува. Само ти кажа, вика, ни треба, вика, 2 коњи, појма неам едно теле, не знам шо, свинче, прасе, ова. Ти му ги даваш, он вади, вика, новчаник и ти плаќа за тоа што ти го зел. Ти плаќа повеќе од што би можел телето или свињата да ја ги продаеш на пазар. Ти плаќа и си оди. Вика, бугарите, вика, дојда. Дури ќе ти истепа тука, со кундак у глава ќе те, ма ако му речеш не може. Кад не те ни прашува, доаѓа, вика, си зима од двор 10 кокошки, свинче, што сака, све ќе ти земе. Не се врти, ич. Му речеш ми нешто ќуте ќе задеш, тука ако не ќе те уби.
Овие нас ни кажуваат како треба. Да не зборам за други работи што правеле. Постраш нема да не мислат, еве се, ајде. Од силување, од такви работи. За стрелање знаете све кого не стрелале. Зборат за некој Тито, не знам колку бугари стрелал, стотици илјади. Значи, како ми се гади на тие приказни, вие немате појма како ми се гади. Прво, не биле стотици илјади, не биле ни десетици илјади. Второ, бугари, Тито, тоест новата власт во Федеративна Народна Република Југославија после војната, особено кога почнува кризата со информбирото, во чисто состав бевте и вие, и кој што заедно со другите 7, колку бевте 7, со другите 6 земји во источниот блок, планиравте окупација на Југославија. Мислевте дека Сталин ќе ви даде зелено светло да влезете во Југославија, конкретно вие бугари пак да ја окупирате Македонија. После поразот што го доживеавте. 8 бугарски дивизии у време на информбирото, ова се историски факти. 8 бугарски дивизии беа стационирани на граница, чекаа само зелено светло од Сталин да влезат пак во Македонија. Во тоа време, додека 1000 југословенски војници од југословенската армија гинеле по границите, свртени кон источниот блок, значи за време на кризата со информбирото, кризата помеѓу Тито и Сталин, на границите на Југославија кон источниот блок, значи Унгарија, Романија, Бугарија, загинале околу 1000 војници на Југословенската народна армија во разни престрелки, обиди за инфилтрација на диверзанти на Курсе Тресенова. Во такви едни околности, секој став, кога земјата била доведена под знак на прашање, обстанокот на државата, која што претходно низ 4 годишна многу крвава војна дала 1.700.000 жртви, да добие слобода и да се ослободи од окупаторот фашистички, меѓу кои бугарите. Мислите дека така лесно би препуштиле пак да и се случи тоа? Конкретно во случајов пак бугарите да влезат у Македонија? После само 2-3 години од ослободувањето, од победата над фашизмот? Мислите дека толку бил глупав некој у тие македонски власти да дозволи пак еден таков луксус? Не бе, биле брутални. Ама не само кон бугарите, кон сите внатрешни непријатели и петата колона. Тито подеднакво прогонувал непријатели на државата, дали биле четници, усташи, бугараши, белогардејци, невичевци, Курсе треси у ладна вода. Избил аршинот. Тоа била пресметка со внатрешните непријатели, затоа што тоа била млада држава, која што стоела на стаклени нозе, разрушена, изранета, полијана со крв, морало да се застане со цврста рака. Тие ваши приказни дека Тито колку стотиници илјади, па барат некои архиви да сме отвореле, да се видат бројките колку стотици илјади бугари биле убиени. Ебам, ненормалните. Тогаш дали имало останато, дали 1.000.000 луѓе живееле у Македонија у тоа време. А стотици илјади бугари биле убиени. Биле убиени десетина предавници и внатрешни непријатели. Пета колона. Нормално биле убиени. Секој би ги убил. Особено да работат за една таква моќна империја како што е Советскиот сојуз во тоа време, кој беше намирачена Југославија да ја стави под своја капа. Ако треба и со окупација. Додека западните сили не се вмешаа и рекоа тука нема да чепкаш. Ние нема да влагаме тамо, нема да имаме некои интереси, ама и вие нема да имате. Поставите ги на еквидистанца. Тоа беше политиката на Тито, на еквидистанца. Неврзаните после тоа, затоа се формира. Нормално Тито си беше понаклонет кон западни, што нормално, мислам, како да ти кажам.
Елизавет Тейлор, пури, мури, ово, она. Али за разлика од вашите, од денешниве политички звезди у регионот, он ни на внуци остае нешто, ни на деца остае нешто, ни со себе зема нешто на оној свет. Док беше председател, после тоа му го раскрчме името, други се избогатија со него. Тие новодојдените му испродадоа и имот, и саат, и куќи, нешто има останато по музеи и така натаму, и така натаму. Нешто што не успеале да украдат. Така да тие љупчовистички визии, тоест паламудења за некаков си прогон, адхок, селективно, демек бугарите биле, кои бре бугари, тоа биле све издајници, предавници, пета колона, во сега што се вашиве овие, со порталиве, бугарашки. Само што тогаш немале милост кон нив државата. Ејеби. Имало ситуации. Така да, може и ќе влезете во уставот, во филмов сигурно влагате. Тоа е моето сценарио, ама тоа е научно-фантастичен филм, али влагате со хепи енд. А вака, у реалност, бугари во уставот, не знам, ќе си го питам, вика дека се е можно и во реалност. А овој ќе си го питам, тоа е овој продуцентов, овој севернокореански. Да. Ќе си го питам. Например. Него можете исто да му пишете на Facebook. Да. Ке ги примили Македонија бугарите во уставот. Господине, ќе си го питам. И он ќе ви одговори тамо, он одговара на сите, не е проблем. Таков е он. Увиджаен едноставно, да ви кажа. Види, бугари, и можете да влезете, пак. Значи, само има еден технички проблем. Значи, вие сега радо би влегле со воена сила у Македонија. Би ја окупирале. Ве кочи само една работа, тоа што у иста алијанса членуеме и ние и вие, малце нескодно. НАТО членкеви меѓу себе да се напаѓаат. Тогаш Шептен ќе пукне тиквата. И вака е пукната, ама па тогаш Шептен ќе пукне тиквата. Така да малце е тоа непријатна ситуација, затоа вака, а у моментов може и имате посилна армија, факат. Да, факат. Да. Али имавте и 41-ва. Исто така. У една прилика, пошто лично го имав запознаено и многу ми е драго, генерал Михаил Апостолски, со дедо ми се знаја, така, иде од време на време во Идалија на муавец, справја некој муавет, не е битно сум ја кажал, причал, али од него имам чуено, оваа јакава бугарска војска 41-ва, 44-та, пред да му задудла на Сталин, како бегале по тамо, како се вика тоа, Криволак, Миволак, према бугарска граница, Крива Паланка нагоре. Плячковица, Осоловски, како бегале, ко глувци. И тогаш славната реплика на генерал Михаил Апостолски, да им влеземе у Софија, што не спрече? Јеби. Стариот рекол, не. Заедно. Сеете си тука, дај да видиме Бугарија, ако може во федерацијава да ја внесеме, да бидеме огромна. Нормално тоа никогаш не се исполнило. Али Апостолски имал таква идеја, да не запрат до Крива Паланка, да продужа до Софија да ги бркаат. Само нели после овие му на Сталин. И Сталин одеднаш ги прави освободителна војска.
изборат за некакво влегување у Македонија влегле Скопје го ослободили. Значи глупости. Значи меѓу првите работи Тито што му ги кажал на Сталин, уште ако били у добри односи. Знаете што било? Бугарска чизма во Југославија, во Македонија. Више јок. Но, пошто се сега сојузници, нели, ја го облекува дресов на опачки, го смени. Пошто се сега сојузници, ако више вие влагате со Црвената армија, идете ги бркате германциве нагоре, према север до Берлин, а ако више од тука влагате, може бугарска војска, ама само како дел од ваши единици. Па затоа дел се влезени у 8-миот украински корпус. Иначе Тито не ќе да се сложи, посебно кога бугарска војска да стапне на тło на Македонија, јок. И тоа бил договор, кој што бил испочитуван. Така да, они може да дадат говна колку сакаат. Има некои факти се историски, но бугарите се генерално скарани со историските факти. Уствари, они многу добро ги знаат, ама никако имаат желба да фантазираат, имаат талент за научна фантастика. Може би затоа мене ми текна да напишам сценарио за научно фантастичен филм Бугари во уставот. Пошто они често си сањарат, си фантазираат и тоа е убава особина. Само не е убава особина кога ја користат за во зли планови и агенди. Иначе може да си фантазираат колку сакаат. И ја фантазирам дека утре вечер поименам ки искочам со Анджелина Джоли. Ама јас со тоа никому зло не правам. На кого му правам зло? На никој. Ама овие кои фантазираат малце патолошки изгледа тоа. Болесно, што би рекли браќа Срби. Да не кажам на нашки пореметено изгледа. Неверојатно колку се оптеретени со нас. Неверојатно. Неверојатно. Толку ли им е тоа голем комплексот, што се продале себе, па за да си ја исчистат совеста, што се пишале нешто што не се, бугари, се нас македонци да барат ние истото да направиме. Они што го правеле. Што се бугаризирале, кога тоа била поименем. Екзархијата, вамо, тамо. Сега тоа се тие уствари, побугарчени македонци, што си го продале својот род, својот народ, сега они се најгласни во барањата македонците да се пишат како бугари и да признаат дека историјата, јазикот итн. Дека им е бугарски. Тоа се тие. Оно што е вистина бугар што потекне од појманеам, од Аспарух, од некој тамо, што живее у Варна, Ахтопол, појманеам, Несебер, Бог заболе него патка дали македонци, веш, дали се бугари или не се бугари. Не бе, на овие ги гризе совеста. Со генерации, дедо му ако се побугарчил, а бил македонец, тоа го пребацува таа грижа на совест, ја пребацува на синот од син на внук. И сега ги гледате, тие се најгласни во негација на македонството, на македонскиот народ. Тие се најгласни во барањата македонците да се отрежат. Тие се најгласни во поставувањето ултиматуми кон Македонија. Тие се изродите. Тие немаат врска со некој бугарски народ тамо, појманеам со потекло од некој хан тамо. Истата приказна не се обугарашите, дека потпуно истата. Истата приказна. Оти нема друго објаснување. Ако јас сум сигурен у својот идентитет, кој сум, шо сум, од кај сум, зошто сум, шо сум направил, зошто ја би се замарал со тебе, кој си, шо си, твоја работа си е. Тоа е реално зрело размислување на зрели индивидуи. Си го гледаш твојот двор, ако ти е тебе фино и знаеш кој си, шо си, што мора ти да бараш од некој друг да го живее твојот живот, да поимане,
да прави работи што ти ги правиш. Не те занима едноставно, си ја гледаш твојата работа. Разбирате ли зашто они имаат проблем? Тоа е колективна патологија, психопатологија. Бугарите. И тоа ви кажав точно кои бугари. Тоа е колективна психопатологија. Они се идентитетски услепа улица. Затоа имаат проблем со нашиот идентитет и го оспоруваат. Тоа треба на сите да ви јасно. Затоа ме нервира кога ние сме тие што се посипуваме со пепел. Кој историчаров, како се вика у историската комисија, што беше се ними текне. Ко тој Рубин пред 2-3 дена за Гоце што зборуваше, ко многу од функционерите на СДС активни што се сега у политичката партија, оние кои што беа у времето на Заев, на Ковачевски, на итн. Не ги знаат овие работи, затоа они се посипуваа со пепел. Се тука може има и други причини, нели? Конкретни, но не е битно. И тоа ме нервира. Основни работи да не знаеш. Нормално ти ако не знаеш основни работи, секој ќе те вози? Секој ќе те вози. Не. Ние историчарот вика, Гоце Делчев пишувал во писмата дека е потомок на българскиот народ. Иде. Широка тема, пак. Значи, почнува од екзархијата бугарска, која дошле тука црквата, мрквата. До тогаш се служило на грчки јазик. Нормално било домицилното население да гравитира према бугарската екзархија, затоа што им била службата полесна за слушање, јазикот им бил полесен, поблизок. Нормално, овие го од домицилното го наследиле, но небитно, ајде, да кажеме, тој бугарскиот јазик. А овие уште од тогаш постојала агенда, ги терале, елај си ти премени во екзархијата, ти тука ќе слушаш богослужба, ти тука ќе бидеш запишен, крстен, вамо, тамо, женет, мажен, курсе, тресе. Пише се овде бугарите, гаси. Од тамо доаѓа тоа. Гоце Делчев конкретно нема, ви кажам, тоа се вадени од контекст, негови наводно кажани зборови, некои писма таму патени и некои војводи. Зашто човек што би се осеќал дека е бугарин, дека припаѓа на бугарскиот народ, би барал слободна македонска држава, би барал да биде погребан во главниот град на слободна Македонија, кога и да се ослободи, од кога и да се ослободи. Тоа бугар ли би го барал? Учел воено училиште во Бугарија, во Софија. So what? Знаете ли што пише на првиот плакат на премиерата на представата Бегалка од Васил Илјовски? 1924 во Куманово, ако добро се сеќам, премиера. Значи овде српско. Србите. Премиера на Бегалка у Куманово. Вика, појма немам. Драму е написал Василije Илич. Официјално на плакат, у програмче, представа, премиера, кој имам видено со своји очи. Што треба сега? Србите да дојдат и да речат, немаат потреба ти да го негираат Васил Илјовски, но да кажеме по ваш терк, да речат Васил Илјовски е србин. И ние како бе србин македонец е? Не, србине, гледате како во плакатчево си има подпишано. Василije Илич. Човекот што ја напишал Бегалка. Тоа истото го прават бугарите. Потпуно истото. Миладиновци пишуеле на български јазик. Мисирков бил българин. Не. У тъга за југ. Прво, нема ништо бугарско у јазикот. Втора работа. Вие сте тие кои што сте се словенизирали и сте го презеле јазикот од домицилното население на територијата каде што сте дошли. Се овие работи треба никој да ми ги објасни на незналициве.
Да не се посипуваат толку лесно со пепел. Нешто да научат. Мисирков бил българин. И сега вие, ако не знаеш некој работи, и ти нормално тоа ја лапаш мувата. Ја лапаш мувата. И нормално не ти работи ни логика. Пошто ти бугарите, да, българин, гледа се овдека тука шо. А треба само една работа да им кажете у таков случај. Ја ве учам што да им кажете ако дојдете у ситуација. Да не испаднете глупи, да си го браните своето. Крсте, Петков, Мисирков, бугарин, българин, Ке му речеш, добро, зашто тогаш неговото капитално дело најпознато не се вика за българските работи, него се вика за македонските работи. И ке им кажете и зашто пишува во овој пасус, овој пасус, овој пасус, овој пасус, овој пасус, овој пасус, десетина пасуси. Дека македонците треба да отвараат 16 очи кога е во прашање бугарскиот, српскиот и грчкиот хегемонизам. Значи, он ги доживувал како нешто на спротивна страна, како непријатели од кои што македонците треба да се пазат. Како може таков човек, тоаш българин, да се каже дека е? Кога он отворено збори против тоа? Против тој хегемонизам, национализам, шовинизам, како сакате да го. Не знам. Јас се надевам дека идејата шо ми е, разговарав со продуцентите, вика многу би било фино кога главните улоги би ги играле побугарчени македонци, како што се, например, Џамбаски, Каракачанов, Стојанов, Костадинов, Куров, не Куров. Тој е русин, Куров. Не мислев, да. Куров. Да. Русин не мислам тој. Не е бугарин. Куров. Да, Куров, русине. Сега, ако има некој Куров бугарин, му се извинувам, ама ако сака нека игра у филмот, не е проблем. Само малце треба, малце талент, од малце треба. И се надевам дека премиерата на научно-фантастичниот филм Бугари во уставот дека ќе биде во Софија. Премиерното изведување. И дека ќе бидам јас свечено поканет, и дека ќе бидам пречекан на црвен тепих, им се посерам на тепих. Се извинувам. Не мислев ништо лошо. Да. Ете, тоа е тоа. Генерално, посакете ми среќа. Значи, во очекување на премиерата на Бугари во уставот, научен-фантастичен филм, моје сценарио, режија на севернокореанскиот режисер кој ќе го режира Бугари во уставот и се вика Биг Дик Шмук. Држете ни среќа, се гледаме.